Наскоро започнува санацијата на Занаечискиот дом во Куманово, репрезентативен објект кој има витално значење за градот и по кој најголемата општина во државата е препознатлива. Проектот за санација ќе се реализира преку Центарот за развој на Североисточниот регион, кој аплицираше до Бирото за рамномерен регионален развој и за кој се обезбедени 200.000 евра. 100.000 евра обезбедува општина Куманово. Избирена е Прилепска компанија на тендер како најповолен изведувач. Реконструкцијата се очекува да заврши до крајот на ноември. Санацијата на објектот кој е споменик по заштита ќе ја надгледува конзерваторскиот центар од Скопје. На првиот кат, кој е негде околу 340 квадрата, ќе има фоје, чајна кујна, свечена сала од 190 квадрата, складишен простор, сцена од 32 квадрата, кулиса, тераса, складишен простор и нормално тоалети. Вториот кат, кој е некаде 150 квадрата, ќе се преорганизира со нови содржини согласно проектната програма дадена од инвеститорот, односно од општина Куманово. Ќе има хол од 11 квадрата, галерија со 123 фиксни седишта. Последен пат реконструкција на галеријата е направена 1983 година. Натрешната реконструкција планирана е да биде во функција на основната наметна, на дополнета со содржини во кој е предвидено да се одржуваат тркалезни маси, симпозиуми, семинари, предавања, седници, промоции и изложби. Интервенцијата на фасадата треба да биде сведена на минимум и ќе има соодветно осветлување кое дополнително ќе го акцентира значењето на објектот во ноќните часови. Апсолутно сум убеден дека вакви објекти од ваков, да кажем, историски значај за град Куманово треба да останат автентични, да одговарат на, да потсетуваат на она време кога истите се градени. И мислам дека внатрешната содржина можеби би требало да се смести некоја институција од културата, уште повеќе што мојот дедо, на татко ми татко, има учествувано вајда со финансиски средства како член на Занаечиската комора на Куманово, Кондураджиската комора, и тие сеќавања на неговата партиципација во градбата на овој објект уште повеќе ми даваат за право дека овој објект треба да се сочува автентичен како што бил. Многу подобар беше. Сега штета на фасадата треба. Потребно е, зашто ова е многу убава зграда и е споменик на културата и треба да се реновира. Потребно е. А вие како изгледаш? Да. Низ своето 8-децениско постоење, делото на некогашниот архитект Владимир Антонов одамна не се користи функционално, а по добивање на надлежност на локалната самоуправа, во тек се интензивни активности за реновирање и модернизирање на неговиот интериер.